Денеска сме тука во Куманово, заедно со Општинскиот комитет од Куманово, но се разбира и со многу граѓани што дојдоа денеска да ни укажат дека ова е град херој, ова е градот Куманово, каде што многу луѓе во историјата го дале својот живот за Македонија. Денеска со еден протест тука во Куманово, со една блокада низ улиците, ќе поминеме со колите, се разбира, за да обрнеме внимание на секој еден да не чуе, да не слушне, а секако и да ни се приклучи за борбата за Македонија. Сега е време да покажеме пркос, бидејќи Зоран Заев и неговата свита сакаат да не прекрстат, сакаат да не омаловажат, сакаат да ни се смејуваат, а сакаат да ни го сменат идентитетот. Да не дозволиме никој од нас, а се разбира, да не дозволи никој во оваа држава повторно Зоран Заев да тргува со нашиот идентитет, со нашиот јазик и со кумановци. Овде имало многу луѓе што се бореле за Македонија. Овде лежат многу коски на многу херои на Костурница, но се разбира и многу борци што се родиле, но и поколенија што останале во Куманово и што се гордеат со овој град. Не може некој со изјави, макар тој бил премиер на држава, да се подсмева. Не може да се заборави секоја една капка крв што паднала во Куманово за борбата против фашистите, против окупаторот, а се разбира било за слободна Македонија. Затоа драго ми е што во Куманово се собираме да направиме протест, но ги охрабрувам на секаде во државата, не само општинските комитети на ВМРО-ДПМ, туку сите граѓани да ни се приклучат. Дали со нивните возила, дали на било каков друг начин, да посветат малку време да го покажат нивната пркос, бидејќи промените започнуваат од секој еден од нас. Затоа уште еднаш сакам да потенцирам дека денеска сме во Куманово, односно вечерва сме во Куманово, но продолжуваме со големи настани во Скопје, а се разбира вечерва и во многу градови во Македонија. Борбата мора да биде на улицата, бидејќи Зоран Заев мора да се замене. А сите ние ако сме гласни, борбата ќе ја добиеме. Благодарам многу.